Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Неделавана тема НАТО и затегнатите односи меѓу Западот и Москва. По конфликтот во Украина се страхува од можноста Западот и НАТО предоцна да реагираат на следниот потек на Москва, например во Естонија. Има и такви кои велат дека западните лидери би требало повторно да ги научат лекциите за кризен менеджмент, што им нанесоа пораз на советските претходници на Путин. Москва пак вели дека НАТО најде шанса за продолжување на својот живот. Ладен бран од нова студена војна се спушти врз Европа. Во Украина, расцепкана од авантуризмот на рускиот председател Владимир Путин, се зголемуваат страхувањата од нов јуриш врз клучниот пристаништен град Мариупол. Во Летонија и Естонија, вознемирените балтички земји кои граничат со Русија, НАТО деновиве ги покажа своите војници, во исто време кога руските сили во близина на границата изведуваа воени вежби. Европскиот север станува се понервозен. Финска веќе размислува да побара членство во НАТО, а Норвешка почна да ја преструктурира нејзината армија со цел да обезбеди брз одговор на руските закани. Аналитичарите страхуваат од можноста Западот предоцна да реагира на следниот потек на Москва, например во Естонија. Има и такви кои велат дека западните лидери би требало повторно да ги научат лекциите за кризен менеджмент, што им нанесоа пораз на советските претходници на Путин. И тоа, како што велат, треба да го направат што поскоро. Цврстите руски акции во Украина се неодбранливи, а според настаните што се случија лани и годинава, веќе не постои реална веројатност овие држави да му се приклучат на НАТО. Тие може да бидат дел од програмата Партнерство за мир, но тоа го може и Русија. Од друга страна, американската администрација зборува за нив како да се полноправни членки на алијансата. Повеќе коментатори аргументираат дека американската неволност да интервенира во Украина ја зголемува веројатноста од руска интервенција на Балтикот и шпекулираат што би се случило доколку НАТО не одговори на напад врз некоја земја членка. Москва ги отфрла ваквите наводи на НАТО со контраобвинувања. Алијансата најде шанса за продолжување на својот живот како Феникс. Сите се прашува од каде ќе дојде заканата од кога ќе го снема Советскиот сојуз. Сега имаат можност да ја прогласат Русија за непријател, изјави рускиот заменик министер за одбрана Анатолиј Антонов. Дополнителни тензии предизвика изјавата на францускиот председател Франсуа Оланд за привремено запирање на процесот на проширување на НАТО. Некои аналитичари ова го оценија како многу опасна порака и за алијансата и за нејзините партнерски земји. Тие аргументираат дека членството во НАТО и Европската унија биле алатки на земјите аспиранти да се ослободат од нивното советско наследство и од тоталитарни и корумпирани да се трансформираат во европски земји со демократски општества. Изјавата на Оланд само ќе ја охрабри Москва да врши агресија врз нејзините соседи, уценувајќи ги за нивната нелојалност. Руската формула е едноставна: потикнување конфликт, создавање постојан извор на нестабилност и замрзнување на конфликтот. Или како што рускиот председател Путин неодамна изјави дека доколку не действувал, односно кратката војна во 2008 година, геополитичката реалност сега ќе била многу поинаква и голем број земји ќе биле членки на НАТО. Изјавата на Оланд според некои аналитичари е музика за ушите на Москва, чии напори почнаа да даваат плод и да затворат вратата на НАТО, организација во која за нови членки се решава со консензус. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Со оглед на се поголемото заладување на односите меѓу Западот и Русија се поставува прашањето каква е поставеноста на Македонија во колективните безбедносни системи, пред се НАТО. Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет вели дека со оглед на одложувањето на приемот во алијансата, нормално е да дојде до известно забавување и во неопходните реформи. Со него разговара Зорана Гаджовска. Господине Рамадани, Македонија од 2008 година чека да влезе во НАТО. Од тогаш до сега многу работи се сменија на глобалната безбедносна сцена. Како се позиционира земјава според вас во овие случувања? Тешко е малку кога се пролонгира од година до година членството, односно поканата, да се одржи таа, би рекол јас, кондиција и во следење на тие реформи, а во исто време треба тие реформи на еден начин да се случуваат и во самата наша
во нашата армија, затоа што треба да бидеме секогаш спремни да одговориме на тие критериуми и стандарди кои ги има НАТО. Како се позиционира Македонија во колективните одбранбени системи? Па добро, мислам дека Македонија со самиот факт дека учествува со мисии, каде имало потреба, зависно од капацитетот се разбира, Македонија дури понекогаш ги надминува и некои земји кои се и членки на НАТО. Мислам по бројност. Тука, иако понекогаш има дилеми во јавноста, дали и колку да се учествува, мислам дека ние добиваме во квалитет. Тоа со разочарување го кажуваме, па еве не сме членка на НАТО и учествуваме во сите мисии, мислам дека преди се тоа е наша обврска да учествуваме секаде таму каде што се бара да се воспостави мир, да се воспостави безбедност, да се воспостави демократија, човекови права и така натаму. Колку реформите во македонската одбрана соодветствуваат со потребите на НАТО, имајќи го предвид фактот дека секоја година има се помалку пари за нив? Мислам дека некаде пред 2008 година, кога доста амбициозно ние настапувавме во однос на членството во НАТО, буџетот за нашата армија, односно за Министерството за одбрана, беше некаде околу 2%. Сега ние го преполовивме овие години и мислам дека некаде околу 1,1% и така. Тоа е мал буџет за нашата армија. Мислам, тој процент веќе не ни го прифаќат и во НАТО. Затоа што и во последниот самит во Уелс, меѓу другото, имаше една одлука исто, барање, и тие земји кои го намалија буџетот за нивните армии испод 2%, пак да се достигне стандардниот процент, некаде околу 2%. А во однос па на нашата армија со аспирација, значи секогаш велам со аспирација да бидеме членка на НАТО, мораме тука да го подобриме буџетот, затоа што со тоа се детерминира после и квалитетот на одбраната, квалитетот во армијата, квалитетот на специјалните единици кои треба да ги постигнат тие стандарди. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.